Работодавачите немаат ништо против и дури се задоволни што од март, заедно со зголемување на минималната плата, ќе може да ги зголемат платите на работниците. Ниту од еден представник на организацијата на работодавачите не беше споменато дека ќе имаат проблем. Напротив, се радуваат и тие како работодавачи на овој модел, методологија на зголемување на минималната плата, затоа што им дава можност да ја зголемуваат платата. Причина за ова според Тренчевска е следново. Собранието е законот за субвенционирање, односно ослободување од придоноси, кој што е дел од финансискиот пакет на владата и кој што им овозможува на приватниот сектор да ги покачат платите на своите работници од 3 до 9.000 денари и сето тоа заедно со покачувањето од минималната плата е прифатено од Организација на работодавачите, од стопанските комори. Од Организацијата на работодавачи се согласни со методологијата за покачување на минималната плата, но сосем се различни во ставовите со министерката околу покачување на самата плата. Министерката не ви кажала дека ние баравме прво тоа да важи за сите гранки, и второ, баравме износите да бидат не од 3.000 до 9.000, туку од 1.000 до 9.000 денари, заради тоа што објаснивме дека 3.000 денари покачување на овие плати пониските кои не се повеќе у просек од 30.000 денари, значи поголем пораст од 10%. Значи до 10% компаниите не би добили ни динар ослободување, ако ги качат платите повеќе од 10 би добили. Дали изнемоштениот сектор текстилство може доследно да го следи трендот на покачување на платите поради се помалиот број нарачки и ценовната конкуренција од Азија и Африка? Минимална плата, пак ќе кажам, за нас не е проблем за затварање на компаниите, туку најголем проблем е лошиот имидж на овој сектор и немањето желба кај младите да работат во секторот. Ценовната конкуренција во која западнаа македонските текстилни компании за сега за нив е крајно неповолна, бидејќи за краток период се затворија десетици фирми, токму поради неможноста да се следат високите плати.